Здраво на сите. Ова е навистина ексклузивна вест. Се чудам како досега во Македонија не пристигнала и ни еден медиум не ја објавил. Значи во Грција е во Елефтерос Типос објавена вчера во 4:50, а апдейтирана е синоќа во 11:34, но како и да е, веста е топ, значи ова не е за верување. Θέλαμε να πούμε τη γνώμη μας τι απαντούν οι μαθητές που αποβλήθηκαν για το Μακεδονία εξακουστεί. Одлучивме да го смениме нашиот став, многу грешевме, ќе го признаеме соседот како Македонија. Ова е чудо нешто. Значи, Απάντηση εκ μέρους των μαθητών που αποβλήθηκαν από το 10 Γέλγερακα επειδή τραγούδησαν το εμβατήριο Μακεδονία εξακουστεί στην παρέλαση, έδωσε ένας εκ των συμμετεχόντων στην παρέλαση. Се уште неофицијално, но доцна синоќа во 10 часот Министерството за надворешни работи донесе одлука да ја признае Македонија под незиното уставно име, се мисли на стариот устав, се разбира. Αποφασίσαμε να πούμε το εμβατήριο της Μακεδονίας χωρίς να προσβάλλουμε καμία εθνικότητα, κανέναν λαό, χωρίς να εκπροσωπούμε κόμματα και οργανώσεις. Конечно свативме за нашата неправда спрема Македонија и одлучивме да ставиме крај на непотребниот деценијски спор, без да го понижуваме народот на нашиот сосед. Εκπροσωπούμε τους εαυτούς μας σαν Έλληνες, σαν μαθητές λυκείου, που δεν μας άφησαν να εκφραστούμε στη παρέλαση, λέει ένας εκ των μαθητών που αποβλήθηκαν στο νότιο-ανατολικά GR. Одлучивме ние како Грци да започнеме еден нов начин на соживот со нашите мили комши, вели неофицијално представникот на Министерството за порталот на Нотио-Анатолика. Τραγουδήσαμε το εμβατήριο της Μακεδονίας και είπαμε ένα σύνθημα για την Κύπρο κοντά στους επισήμους συμπληρώνει. Утре понеделник ќе испратиме официјално признание до Македонија и ќе ги промениме нашите ставови за Кипар. Не знам што се случува. Ο μαθητής δεν θεωρεί δικαιολογημένη τη αποβολή που αποφάσισε ο Σύλλογος Διδασκόντων, άλλωστε δεν συμφωνεί κανένας, ούτε οι μαθητές, ούτε ο Σύλλογος Γονέων, ούτε ο δήμαρχος της περιοχής. Ова вест се уште е неофицијална, вели, бидејќи денес е недела и неработен ден, но веќе од утре започнуваме нова ера во регионов. Се разбира, оваа вест е лажна. Текстот се однесуваше за сосема друго. Тоа само јас, Васко Цветковски, кој што ви ги приредува овие преводи од грчките вестници на македонски, сакав барем за момент да ви го направам ова неделно претпладне поубаво и барем за момент да поверуваме дека се случило невозможното. И нашите соседи ни дозволили да го оствариме нашето основно право да се нарекуваме Република Македонија. Значи, не ни преостанува ништо друго, осем да се вратиме во реалноста и овој неделен ден и да се вратиме и ние, а и грците на решенијата од Преспанскиот договор. Поздрав од Ресен, поздрав од Преспа, имајте си убав ден.